Ова вечерашна тема ја насловив како кој ќе се одржи. Сеќавате имавме една со сличен наслов кој ќе обстане, кој ќе остане. Нели, кога зборувавме за остатокот, нешто сличен наслов, а дури може и да го сменам, не знам, се уште се мислам, меѓутоа еве, кој ќе се одржи. Отвориме во Откровение 6 глава, повторно во контекст на последните настани. Откровение 6 глава. И читаме од 14 до 16, ќе прочитаме и 17-тиот, ама малку подосна. Значи последните 3 стика од оваа глава, првин двата, па после подосна и третиот. И последниот. И небото се истрга како книга што се свиткува, и сите гори, и сите острови се помести од своите места. Каков речник. Ова е последно време. Последно не може по-последно да биде. Ова е шестиот печат. Отварањето на шестиот печат, погоре ако читате од 12 стих. Нели, звездите паѓаат. И замислите си, небото ќе се истрга како книга. Ќе се свиткува. И сите гори и сите острови се помести од своите места. И што се случува? Понатаму вели, и земните цареви, и големците, че можеме да кажеме дека ова се однесува на оние 10 цара во Откровение 17 глава, кои што ќе се зацаруваат за еден час, тој е новиот светски поредок, нели? Царевите, големците, трговците и така натаму читавме минатиот пат во Откровение 18 глава, војсководците и богатите и силниците и секој роб и секој слободник се сокрија во пештерите и во горските камењари. Значи 14, 15, 16 и 17 ќе го ставиме за после. Значи. 3 стиха читаме. Велејки им на горите и на карпите, паднете врз нас и скрите не од лицето на оној, кој седи на престолот и од гневот на јагнето. Интересно, овде имаме луѓе, мокни, богати, силни, војсководци, цареви и така натаму, кои што разговараат со карпите. Полуделе, а? Меѓутоа, нема каде да се сокријат. И сметаат дека, знаете како што слушаме често пати, па дури и даваат на овие некои од каналиве, дали History, кој беше таму, или Discovery, каде што се укопуваат, се спремаат, подземни некои сокровишта прават, во случај на, не знам, било какви неволи, можеби нуклеарна војна и така натаму. Слично на тие, овие велат, паднете врз нас. Зошто? Да се сокријат, сакаат да се сокријат од Господовото лице, од лицето Христово. Христос доаѓа. Не дај Боже да ние сме да бидеме во оваа група. Јас верувам дека ние сакаме да го гледаме Христовото лице. Сакаме да се угледаме. Сеќавате ли како Јован се преобразил? Гледал на постапките на Исуса, неговата добрина, неговата понизност, значи како постапувал према нив и према сите други, и дозволил, го отворил срцето за влијание на Духот Свети, за да може и да биде променет. Значи, гледаме група на луѓе кои што се кријат од Христовото лице. И прават се што можат да се сокријат од Него. Се сеќавате ли кога прв пат во Библијата некој се крие од Господа? Да, на самиот старт, да отвориме 3 глава Битие. Вообичаено таму вика приквечер Господ доаѓал, Господ обштел, разговарал и се дружил со Адам и Ева. Тоа било вообичаено, но се до оној ден кога Адам и Ева го направиле гревот. И што се случува сега? Голема промена, рековме минатиот пат, срам, како последица од гревот, страв. Читаме од 7 стих, 3 глава Битие. Тогаш на двајцата им се отворија очите и согледаат дека се голи.
сплетоа смоквени лисија и си направија прегачи. Срамот, значи да го покријат. Тогаш го чуја гласот на Господа Бога и сега наместо да притрчат, да му притрчат во пресред, се случува нешто друго. Кој шеташе горе-долу во градината за време на денскиот ветрец и се сокрија човекот и неговата жена пред Господа Бога меѓу дрвјата во градината. Господ Бог го повика човекот и му рече: каде си? Тој одговори: го чув твојот глас во градината, се исплашив. Каква промена направил гревот? Зашто сум гол и се сокрив. Адам и Ева се кријат од Господа. Адам и Ева се кријат од Божјето лице. Зошто? Која е причината? Многу едноставно прашање, има едноставен одговор. Да, добро, тоа се се последици. Страф, срам. Меѓутоа, главната причина е заради гревот. Заради дрвото, како што рече Трајче. Заради направениот грев. А ова другото се е последица на гревот. И видите, да не ме свати само погрешно, има исклучоци, секојаш има исклучоци. Ѓаволот наоѓа начини како да ве обесхрабри, да ве разочара, не знам што, за да ја напуштите црквата, а полека може да се случи, не дај Боже, да отидете од Господа. Повеќето од луѓето кои што ја напуштаат црквата, кога би имале вие прилика да можете вака, нели, малку подлабоко да навлезете, ќе сватите дека во прашање е грев. Гревот е тој кој што разделува. Меѓутоа, не мора да значи, има исклучоци, ја не велам за сите. Повели, Раде? Точно така. Иницијативата е негова. На него му фали тоа дружење, кој што го имале секој ден. Да. Меѓутоа, тоа е љубовта. Значи, како што кажав, повеќето од луѓето кои што не доаѓаат во црква, во суштина се соочуваат со некој грев. Но не мора да значи, јас реков, пак ѓаволот е тука кој што става сопки и може да ве разочара и многу лесно да отидете. Еве, Адам и Ева не сакат да се сретнат со Господа, откако направиле грев, а претходно им било радост. Им бил мил тој глас кој ќе ослушнале. Но не е повеќе така. Имаше една мудрост која што вели, луѓето не идат во црква не затоа што црквата им е не затоа што се далеко од црквата, туку затоа што се далеко од Бога. Значи, далечината не представува проблем. Колку и да сте далеко од црквата, ако сакате, ќе дојдете. Еве, мислам, ќе видиме преку неколку стиха во Исаија, отворете во 59 глава. Познати се овие стихови, Исаија 59. Од 1 до 4. Не е прекратка Господовата рака за да спаси. Че Господ сака да спаси. Не е сега дека му е кратка раката, не може да не дофати, не знам, понорот е толку голем или не знам што. Ниту увото му заглувна за да не чуе. Често пати се молим и како да не слуша Господ. Не е глув Господ, не е како оној Бог на Кармил, на оние Вал. За Вал станува збор. Кога, нели, Илија ги исмева им вели, ај, викате посилно, може да спие, може да не ви слуша добро, и така натаму. Не, Господ слуша. Господ не е глув. Значи, увото не му заглувна за да не чуе. Туку вашите беззаконија создадоа разделба. Гревот е проблем. Меѓу вас и вашиот Бог, вашите гревови го сокрија неговото лице. И тој веќе не ве слуша. Зашто вашите раце се облеани со крв, вашите прсти со злостори, така натаму и така натаму набројува еден куп гревови и зли дела. Че гревот предизвикува разделба и самите ние немаме желба и не сакаме да се видиме со Господа. Значи се криеме од неговото лице. Тоа е последицата, уште кај Адам и Ева го гледаме, и тоа е само природна последица на оние
кои што ќе останат зли до крајот, кои што на крајот бараат да бидат, значи, покриени од карпите и од камењата, за да не се видат со Христа. Им е страф, затоа што цел живот тие живееле така, че не го барале Христовиот лик. И сега во Откровение 6 глава се враќаме и го читаме последниот 17 стих. Видите какво прашање поставуваат овие злите, кои што побарале да се сокријат, да ги покријат, значи, камењата и карпите. Вели, зашто дојде великиот ден на неговиот гнев и кој може да се одржи? Кој ќе се одржи? Кој може да се одржи? Едно легитимно и сосема во ред прашање, кое што е прашање поставени до нас денес. Кој може да се одржи? Дали ние секој дневно го бараме лицето Господово или пак се криеме од него? И ако се криеме од него, зарем би очекувале да, кога ќе дојде тој ден и страшен, со радост ќе очекаме да го видиме и да го дочекаме. Секако дека нема да биде тоа случај. И Давид во 24-тиот псалм се обидува, се дава одговор, го поставува истото прашање, слично прашање, во суштина е исто, значи преводот само, тука може би дава впечаток дека е поинакво прашањето. 24-ти псалм, 3 и 4 стих. Кој ќе се искачи на Господовата гора? Значи псалм 24, 3 и 4. Кој ќе се искачи на Господовата гора? Кој ќе застане на неговото свето место? Кој ќе се одржи пред него? Кој може да се одржи пред Господовото лице? Кој што нели оган, кој што гори. Оној, знаете сега, оној кој има чисти раце и невино срце. Продолжува понатаму, иако на овие две карактеристики се задржим, и вели, кој не ја предаде својата душа на суетата и кој не се законува лажно. Кој ќе се одржи? Кој ќе застане на неговото свето место? Оној кој што има чисти раце, и да не се мисли на оние кои што се од некогашната партија на Петар Гошев, сеќавате, па кога настапуваше со оној слоган со чисти раце. Па му ја брише она Ч буквата, па со исти раце. Значи, со чисти раце и со невино срце. На што ја асоцира која се спомнуваат раце во Библијата, посебно во овој контекст? Значи, човек со чисти раце. Кој е тој човек? Каков е тој човек со чисти раце? Тој што си ги мие секој ден редовно, не знам што. Кога се спомнуваат раце, еве како и во Откровение, зашто се става жигот на зверот на раката и на челото? Што асоцира раката? На дела, оно што го работиш, дела. И не би бил целосен стихот ако гласиш само со чисти раце. На вас делата може да бидат чисти, може да бидат изворедни, може да храните гладни, може да примате боси и голи и така натаму и се, но дали имате невино или чисто срце во превод, исто тоа значи. Затоа што ако таму внатрешноста е во ред, ако срцето е чисто, тогаш и рацете ќе бидат чисти, и делата ќе бидат чисти како што треба. Чисти раце и невино срце. Исаија 45:22. Значи, видовме како Давид дава одговор на ова прашање што злите го поставуваат, кој ќе се одржи. Кој може да се одржи пред Господовото лице? Исаија 45:22, еден убав стих. Господ се обраќа и вели: обратете се кон мене за да се спасите сите краишта на земјата, зашто јас сум Бог и нема друг. Обратете се кон мене, покајте се, свртете го лицето свое кон мене. Нема што да се плашиме од Господа, затоа како што каже брат Раде, че Господ може да го сврти лицето и да замени и готово. Да заборави на Адам и Ева и на земјата и крај. Не, тој тргнал да ги бара.
Господ и денеска го бара изгубениот човечки род. И секој од нас, кој ќе паднеме во грев, кој ќе згрешиме нешто. Тој е тука и вели, обратете се кон мене, сврти се кон мене, вели. Така ќе се спасиш. Зошто е потребно да се свртиме кон него? Зошто е потребно да можеме да гледаме во неговото лице, а не да се плашиме од неговото лице? Еве ќе видиме. Второ послание до Коринјаните, 4 глава, 6 стих. Сега тука се овие на некој начин клучни 2 стиха. Второ послание до Коринјаните, 4 глава, 6 стих. Познат стих исто така. Зошто Бог, кој рече светлина да засвети од темнината, тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Исуса Христа. А што имаме во лицето на Исуса Христа? Што гледаме во лицето на Исуса Христа? Спомната е Божјата слава. Што е Божјата слава? Ајде сега да не одиме во Стариот Завет, тоа е познат. Таму во книгата на Излез. Мојсей кога бара да го види Господа. Божјата слава е Божјиот карактер. Ако гледаме во лицето на Исуса Христа, ако гледаме во неговиот живот, ако го студираме, ако го проучуваме неговиот живот, ако се дружиме со Исуса Христа секој ден, ние го гледаме тука Божиот карактер. И гледајќи во него ќе се преобразуваме, тоа што го вели стихот во 2 Коринјаните 3.18, малку наназад. Устари на истата страна е во Константинов. Значи, читавме 2 Коринјаните 4.6, 3.18, вели, а ние сите со откриено лице, че без срам, без ништо, со откриено лице, ја одразуваме Господовата слава. И сега, ако има некој овде, или ја би можел да го побрам, овој стих е тука малку непотполен во овој превод, не знам зашто испуштиле многу битен дел, така ќе најдам во ревидираниот превод. Ние пак сите со откриено лице како во огледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик, од слава во слава, како од Духот Господов. Значи, со откриено лице, кога ја гледаме славата Господова, се преобразуваме во истиот лик. Зошто вика овде лик? Па гледаме Христовиот лик, како што прочитавме во 4.6. Од каде го црпиме познавањето за Божјата слава. Го запознаваме Господа. Кој е, што е, каков е. И гледајќи во него, во тој лик, гледајќи во Божјата слава, се преобразуваме во истиот тој лик, од слава во слава. Нормално, во сето тоа има неверојатно важна улога Духот Свети. Тој ја прави таа обнова. Па сега, како го поминуваме времето? Како ги поминуваме деновите? Дали дружејќи се со Христа? Гледајќи во неговиот лик? Ако тоа го правиме, тоа ќе ни стане и навика и природно е да после кога Исус ќе дојде, со озарени и среќни лица го дочекаме, без страх. Не да бегаме како Адам и Ева кога сгрешиле, или да велиме како злите, нека паднат и карпите и планините врз нас да не покријат. Кој може да се одржи? Да бегаат и да се кријат од Христовиот лик, Христовото лице. Ако се сеќавате минатиот пат, кога зборувавме за Откровение 18 глава, за Вавилон, како започнува 18 глава во Откровение? Потоа видов друг ангел, како слегува од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. Што читаме 2 Коринјаните 4.6? Што читавме? Зашто Бог, кој некогаш заповеда од темнината да изграе светлина, тој ги озари срцата наши, за да биде
познанието на славата Божија во лицето на Исуса Христа светло. Значи, Господ засветлува во нашите срца. Господ ги осветлува нашите срца. Ние доаѓаме до спознавање на тоа кој е Бог и каков е Бог, на Божиот карактер, Божијата слава, а тоа како најлесно, гледајќи во Христовиот лик, гледајќи во Христа, огледувајќи се на Христа. И рековме дека, значи, видите на крајот, онаа група на остаток, оној остаток, ќе осветли целата земја. На кој начин? Проповедајќи го Евангелието, меѓутоа пред се, покажувајќи го оној исти лик, Христовиот лик, на тој начин ќе се осветли земјата. Затоа што остатокот ќе го одразува Христовиот карактер. И читавме тогаш, многу добро се вклопа овој стих, Авакум 2.14. Значи, во книгата на малиот пророк Авакум, 2 глава, или Хабакук, во овој превод. Два 14. Да. Хабакук 2.14. Зашто земјата ќе се наполни со знаењето на Господовата слава. Аха. Откровение 18.1, Авакум 2.14, многу слични стихови. Земјата ќе се исполни, ќе се осветли, ќе се наполни со знаењето за Господовата слава. А тоа го наоѓаме во Христовиот лик, гледајќи во Христовиот лик. За да на тој начин и така на крајот, кога ќе дојде оној ден Господов, не се плашиме и не велиме како злите, нека не покријат планините и камењата, туку радосно ќе го дочекаме. Затоа реков, многу е битно како го минуваме секој ден. На што размислуваме? Кај ни се мислите? Секавате во утринските стихови читате. Колку е битно, што размислуваме и кај го задржуваме нашиот ум. Читаме во Патот кон Христа и со ова ќе завршиме на 71 оригинална страница или 56 страница од овој превод. Меѓутоа памтете 71 оригинална. Внимавајте, ова е многу мокен цитат, како и многу цитати од Елен Вајт во Патот кон Христа, прекрасна книга. Кога сме окупирани со себе, се нашле некојаш окупирани со себе, размислувајќи за неуспехот што сте го доживеале денеска, сте паднале, не знам, на некоја слабост, по стоти и не знам кој пат. Кога сме окупирани со себе, нашиот ум се одвраќа од Христа. А кој го сака тоа? Ѓаволот. Че ѓаволот има цел да не заокупира со самите себе, да не гледаме на Христа, да не гледаме неговиот лик. Од изворот на силата и животот. Христос е изворот на силата и животот. Затоа, сатаната, внимајте, постојано се труди. Колку? Постојано се труди. Постојано. Што се труди? Вниманието да го одврати од Спасителот и со тоа да ја спречи заедницата и врската на душата со Христа. И како го прави тоа? Спомнува тука 3-4 работи Елен Вајт на кои што треба да обрнеме внимание. Како тоа ѓаволот го одвратува нашето внимание, на што го насочува и на тој начин успева да ја прекине онаа заедница и врска со Христа. Место да гледаме на Христа, на Христовиот лик, ние го одвраќаме погледот. Еве како. Задоволствата на светот, прво нешто. Второ, грижите и несигурноста и жалостите на животот. Овде колку многу можеме да збориме. И сме зборували, немаме ни толку време сега. Чи задоволствата на светот од една страна, светот во кој што живееме задоволства, колку што и душа сака. Како никогаш порано. Се има. Се. На дофат вие, на рака, на око. Грижите и несигурноста и жалостите на животот. Колку пати овде паѓаме. Значи, ова се трњата, ако се сеќавате, нели, параболата со земјата, на семето, каде паѓа трњата, жалостите.
за светот, грижите за светот. Па што ќе биде, па како ќе биде со мене, па не знам, со синот мој, па со керката, па ова, па она. Било што. Еден куп причини има за грижа. И сега внимавајте, маните на другите или вашите собствени мани и недостатоци. Колку често паѓаме во ова? Се бавиме со маните на другите, ги анализираме луѓето и нивните недостатоци. И ѓаволот со тоа успел да го одврати, да не одврати од Христа, да ја прекине заедницата. Внимавајте, ова е сериозно. Се бавиме со маните на другите или со собствените мани. А како што рече Раде пред малку, мани има секој, почнувајќи од самите нас, па таму до последниот. Сите. И сега ќе ни влезе некој во фокусот, не знам, брат, сестра, и дома, не знам, се за тоа збориме. Кај Христос стоеш? Ѓаволот успел да ја прекине таа заедница. Кој ни е најдобриот пример? На кого треба да се угледаме ако не на Христа? А кај Христа нема да најдете мана. Ама, тоа е човечкото, ние, како да сме, такви сме едноставно, бараме мани, се лепиме за маните, сакајќи да покажеме колку сме ние подобри од некој друг. Значи, ни тугите мани, ни нашите мани не смеат да ни го одвратат вниманието. А тоа е тоа што ѓаволот постојано го прави. Значи, постојано се труди на овие неколку 3-4 работи. Тоа се вели предмети на кои тој, ѓаволот, на еден од нив или на сите заедно сака да ги сврти нашите мисли. Немојте да ве заведат неговите лукавства. Мнозина кои навистина се совесни и кои сакаат да живеат за Бога, тој можне често ги наведува да се занимаваат со своите мани и слабости и така, одвојувајќи ги од Христа, се надева дека ќе постигне победа. Значи, немојте да си го трошите времето задржувајќи се на своите мани и слабости или задржувајќи се на било чии мани и слабости. Ѓаволот ја постигнал целта. Значи, поентата е, ние треба да гледаме на Христа, на Христовиот лик. Таму да црпиме силата, таму добиваме знаење, познавање на Божјата слава, на Божиот карактер и гледајќи на Него, со посредство на Духот Свети, се менуваме од слава во слава и се случува таа преобразба кај нас и се случува ново, наново раѓање, она што не му било јасно на Никодим, иако учител, а може би и ден денеска се уште не ни е јасно. И нам. Нека Господ ни помогне, ако не ни е јасно, нека ни разјасни. И имајте го ова на ум. Немојте да си го трошите времето за вакви работи. Што читавме на крајот. Гледате на Христа и само така можете да успеете. Да бидете срекни, да имате мир, да имате радост. Нека му е слава на Господа. Амин.